Почитувани, јас сум професор Лиљана Симоновска, специјалист, интернист и пневмофтизиолог, и во оваа кратка видеопрезентација ќе говорам за хроничната опструктивна белодробна болест. Хроничната опструктивна белодробна болест е болест која што може да се превенира и лекува, а се карактеризира со отежнато струење на воздухот во дишните патишта. Според епидемиолошките податоци, околу 600 милиони луѓе во светот боледуваат од оваа болест, а 65 милиони има тешка форма на заболување. Таа е четврта водечка причина за смртност на глобално ниво, а се претпоставува до 2020 да биде и трета. Хроничната опструктивна белодробна болест е резултат на комплексни интеракции на фактори од средината и домакинот. Во надворешни етиолошки фактори се бројуваат пред се пушењето, аерозагадувањето, изложеноста на различни професионални штетни честички гасови, а во факторите на домакинот тоа се пушењето пред се, инфекциите во детството, како и генетската предиспозиција. Главни симптоми на хроничната опструктивна белодробна болест се тешкото дишење или диспнеа, која што е променлива, но прогредиентна и со време се влошува, кашлицата со искашлување на помало или поголемо количество на искашлок, понекогаш гнојав, а понекогаш со примеси на крв и секако свирењето во градит или визингот. Но хроничната опструктивна белодробна болест е повеќе од белодробно засегање. Впрочем, во кипсемичниот белдроб, по дејство на чадот од цигарите, се ослободуваат голем број на различни субстанции, така наречени медиатори, ке спомнам само еден од нив, интерлеукин 6, кои што навлегуваат во системската циркулација и причинуваат голем број на пропратни заболувања или така наречени коморбидитети, во кои што се вбројуваат белодробниот карцином, шекерната болест, хипертензијата, коронарната болест, остеопорозата, депресијата и слично. Ќе наведам само еден пример. Белодробниот карцином е 4 пати почест кај пациентите со хронична опструктивна белодробна болест во компарација со општата популација. Според податоците од литературата, 90% од пациентите со хронична опструктивна белодробна болест имаат барем еден коморбидитет, а околу половината од овие пациенти имаат најмалку 3 коморбидитети. И токму тоа, со право можам да кажам дека пациентите со хронична опструктивна белодробна болест се хетерогена група на пациенти со различна клиничка, рентгенолошка и функционална манифестација, што ја нам претнува потребата од рана дијагноза и индивидуален и сеопфатен пристап во нивното лекување. Главни лекови во лекувањето на хроничната опструктивна болест се така наречените бронходилататори, тоа се лекови кои што доведуваат до проширување на дишните патишта, особено земени по инхалаторен пат или по пат на вдишување. Кога говориме за овој вид на терапија, сакам да кажам, за постигнување на добри резултати од лекувањето, пациентот треба пред се да биде добро едуциран за правилната техника на земање на лековите. Но освен бронходилататорите, во целокупното и долготрајно лекување на пациентите со хронична обструктивна белодробна болест, во така наречената фаза на стабилизација, се применуваат и други лекови, како например групата на кортикостероиди, пулмоналната рехабилитација, а кај тешките пациенти и кислородна терапија, која што може да се примени и во домашни услови. Но при влошување на состојбата на пациентите со хронична обструктивна белодробна болест, така наречени приекзацербации, кои што најчесто се случуваат зимно време, а се причинети од аерозагадување или инфекции, може да се применат и се применуваат и антибиотици и лекови кои што го поспешуваат искашлувањето или секретолитици, и кортикостероиди, но земени овој пат орално, преку уста или во вид на инекции. Денеска, кога се соочуваме со големиот предизвик, тоа е пандемијата со COVID-19, сакам да истакнам дека како и кај сезонскиот грип, така и сега
Постарите лица и оние особено кои што боледуваат од хронични белодробни заболувања, вклучувајќи хроничната обструктивна белодробна болест, пациентите после инфекција полесно манифестираат болест, но тогаш клиничката слика може да биде многу потешка, со голем број на компликации и почест е смртниот исход. Затоа, за да ги спречиме, да ја спречиме инфекцијата кај овие пациенти, пациентите треба доследно да ги применуваат превентивните мерки, а на нас добро познати, а тоа е често и долго миење на рацете, употреба на дезинфекционо средство кое што во себе содржи алкохол, избегнување на блиски контакти, избегнување на собири, а можно важно е носење на заштитни средства како што се ракавици и маски, а за да ги спречиме компликациите од COVID-19 кај пациентите со хронична обструктивна белодробна болест, потребно е овие пациенти редовно да се контролираат и редовно да ја земаат севкупната терапија припишана од матичниот лекар за своето основно заболување.